Над 150.000 луѓе секоја година остануваат инвалиди поради играње со петарди, а 80% од нив се деца. Пред новогодишните празници се моментите на најголема употреба на петарди, пиротехнички материјали и други средства, кои граѓаните најчесто ги користат под изговор дека им е за забава. Ампутиран прст или цела шака, изгореници во пределот на лицето и со други повреди секоја година се соочуваат најчесто млади луѓе и деца. Весниците и телевизиите нема година да не информираат за случаи како оној од лани, кога 14 годишно дете беше тешко повредено со петарда во Љубљана поради што му биле ампутирани двете дланки. Несреќата се случила додека момчето се играло со експлозивна пиротехника. Покрај рацете детето имало повреди на лицето, очите и слухот. Како и во Македонија и во Словенија петардите се строго забранети. Како по традиција пред Нова година полицијата е таа која по училиштата и преку медиумите превентивно ги информира граѓаните и учениците за опасностите од употребата на петарди, но сепак иако бројката на пиротехнички материјали по пазарите е ретка, сепак се наоѓаат и се во продажба. Ги прашавме граѓаните што мислат за употребата на петарди. Секако дека користењето на петарди и други пиротехнички средства е исклучително опасно за тие што ги употребуваат, кои ги користат и на тој начин се веселат и за околината, а посебно за децата, за малите деца. Опасни последици можат да предизвикат. И јас просто се чудам зошто родителите или се вкупно се уште не се свесни луѓето. Знаете ли дека се опасни петарди? Дефинитивно да. Вие? Не. Дали сметате дека се опасни? Опасно се, да. Не користам. Опасно е, не? Опасно, нормално. Неќам петарди да ти кажам, не е убо. Не е убо, може да се повредат со петардите и децата и некои поголеми или постари луѓе. Не е убо со петардите. Да се уништат скроз петарди, да не се користат. Превенција од злоупотреба на пиротехнички средства се спроведува секоја година преку едукативни предавања и работилници, соопштувајќи ги начините на превенција како и казнените одредби за неовластена употреба на пиротехнички средства на јавно место, што представува општа опасност со која се загрозува сигурноста на граѓаните. Според статистичките податоци, употребата на пиротехнички средства како што се петардите се намалува од година во година. Од СВР Битола апелираат до граѓаните максимално да се воздржат од употреба на огнено оружје и други пиротехнички средства, како и од други нарушувања на јавниот ред и мир.